Добро вечер. Време за или против на Алфа. Јас сум Бојана Димитриевска-Марковска, вечерва ваш домаќин. Со мене во студиото е професорот по уставно право Александар Спасеновски. Добро вечер, благодарам што прифативте поканата. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. За предизборните математики, калкулации, за очекувањата за исходот од изборите, зборуваме вечерва. На почеток се уште нема донесено конечна одлука дали ВМРО ДПМН ќе учествува во техничката влада студена пред избори, која треба да ја предводи сега актуелниот собраниски спикер Талат Џафери. Кој е вашиот личен став? Дали ВМРО ДПМН треба да учествува во техничката влада? Техничката влада за организирање на изборите представува еден елемент во нашиот политички систем кој што беше воспоставен во едни периоди на значителна, би рекол, драматична политичка криза, која што ризикуваше политичките проблеми во институциите и политичката поларизација помеѓу партиите да излезе надвор на улицата и да го доведе во прашање самото функционирање на системот, од една страна, но и стабилноста на поредокот. Како резултат на огромната поларизација и конфликтност помеѓу двете најголеми и денес партии, но со сменети улоги, како резултат на хроничната недоверба во однос на независноста на институциите и дали тие нема да бидат злоупотребени од страна на одредена политичка партија во изборни цели, а под притисок и со помош на меѓународната заедница беше создадено, би рекол, ова решение како еден вид на имплант во политичкиот систем на државата, кој што се активира на 100 дена пред изборите и кое треба да овозможи да се врати нарушената доверба на граѓаните во институциите на државната власт. Нарушената доверба првенствено беше резултат на тоа дали институциите на државната власт, кои што се раководени од одредена партија, ќе успеат да останат имуни на можностите за нивна мека или потврда злоупотреба, а во функција на наведување на избирачите да гласаат за една политичка партија. И тоа доведе практично, како резултати на таа драматична политичка криза, која што немаше само овој елемент, туку имаше и други политички елементи во текот на 2016 година да биде постигнато ова решение во рамките на тие фамозни пржински разговори. Од тогаш натака поминавме многу изборни циклуси, од тогаш навака беа реализирани повеќе избори и слободно можеме да кажеме дека државата на некој начин созреа и како резултат на сето тоа се повеќе се присутни гласовите не само од моја страна, туку и од страна на други експерти, политички партии, новинари, јавност, дека можеби Република Македонија го надмина времето на таа пржинска влада заради тоа што влезе повторно во едни мирни води во кои може да се организираат релативно фер и демократски избори од една страна и да се создаде ситуација на мирна промена, да речеме, на власт. Во однос на но имавме случаи ние кога техничката влада траеше не само 100 дена, туку траеше многу подолго. Да. Точно. И во таа смисла на некој начин политичката инерција од минатите изборни циклуси повторно не води кон тоа да се формира ова така наречена техничка влада задолжена за водење на институциите на државната власт за време на овие 100 дена додека траат подготовките за изборите и самата изборна кампања. Дали треба да учествува опозицијата, најголемата опозицијска партија? Мојот одговор е недвосмислен. Таа треба да учествува. Таа треба да учествува заради две групи на причини. Првата група на причини се поврзани со правните прописи и со врските кои што произлегуваат од законите кои што беа изменети во периодот кога се договараше пржинската влада, но и некои измени беа правени во овој дел подоцна. Така што доколку е тоа уврска произлезена од законот, во тој случај одговорна политичка партија треба да го испочитува законот и да
номинира своји представници во рамките на односните министерства, како што се Министерството за внатрешни работи, но и други министри во делот на Министерството за земјоделие, труд и социјална политика и јавна администрација и информатичко општество. Така што во таа смисла тоа е првата група на причини, поврзани со обврската која произлегува од законот. Но секако тука има и една друга група на причини, тоа се политички причини поврзани со интегритетот на изборниот процес и осигурувањето на интегритетот на изборниот процес. Во таа смисла, доколку ја анализираме од овој, би рекол, политиколошки, политички аспект работата, учеството на опозицијата во оваа влада на некој начин испраќа порака дека се уште постојат ризици, што и објективно е така, поврзани со интегритетот на изборниот процес. Можеби тие ризици сега се помали од ризиците кои што сме ги имале порано, но се уште постојат ризици на кои треба да се внимава за да се овозможи уште подобра и уште пофер и уште подемократска атмосфера за време на предизборната кампања, која пак ќе овозможи граѓаните врз основа на својата лична волја, без при тоа да трпат влијанија од било кого, спротивни на некои нормални правила на политичка игра и да донесат вистинска политичка одлука. Доколку граѓаните се од таква состојба, во тој случај нивната волја ќе биде првенствено резултат на нивното лично мислење, а не резултат на некое надворешно влијание, притисок, некаква форма на притисок или подкуп дури за време на изборната кампања. Од друга страна пак неучеството на некој начин може и да се толкува како признание дека работите се отидени во еден добар правец и дека не постои причина, нели, да се биде дел од оваа влада, иако законот го зборува сето тоа, што секако би можеле да констатираме дека секако е далеко од вистината. Може би рековме нештата се подобри, но не се до тоа ниво подобрени за да не учествува опозицијата во пржинската влада. Значи да заклучиме, сплетот на законските обврски и политичката порака која што би се пратила, мислам дека повеќе упатува на заклучокот дека опозицијата треба да биде дел од оваа техничка влада, да го даде својот придонес, да се издигнат вкупните стандарди поврзани со спроведувањето на изборите, за да може Македонија уште еднаш, како и неколку пати претходно, на еден фер и демократски начин да гласа и да го избере победникот на изборите. Друго е прашањето, дали овој концепт треба да продолжи. Токму тоа сакам да кажам, предлогот е веќе ставен на маса од страна на ВМРО ДПМНЕ. Тие предлагаат да се укине техничката влада и за овие избори нивниот предлог беше да се укине техничката влада, но ставот на СДСМ е дека не може тоа да се направи пред избори, дека нема доволно време. Дали за следните избори треба да постои ваков концепт? Во однос на техничката влада, мислам дека овој мандат или во рамките на овие 4 години за време на владењето на коалицијата СДСМ и ДУИ беа исполнети предпоставките за да се донесат соодветните законски измени и да се врати работата на почеток пред 2015-2016 година. Меѓутоа тоа не се случи. Мислам дека тоа не се случи заради една доминантна причина и неколку споредни причини. Доминантната причина е поврзана со политичкиот договор кој го направија СДСМ и ДУИ во периодот на создавањето на политичкото мнозинство после последните парламентарни избори, во смисла на изнаоѓање на начини како да се валоризира, како да дојде до израз, како да се оствари политичкото ветување на ДУИ дадено на последните парламентарни избори, дека оваа држава ќе има и албанец премиер. Нивното ветување беше во една општа смисла кажано, граѓаните секако тоа го сватија како ветување дека од првиот ден, можеби првиот мандатар ќе биде албанец или личност произлезена од редовите на ДУИ. Меѓутоа нели знаеме дека како резултат на тие коалицијски договарања во тоа време помеѓу тогашниот лидер на СДСМ Зоран Заев и лидерот на ДУИ Али Ахмети беше изнајдено едно соломонско решение во кое што беше договорено СДСМ
да го номинира кандидатот за иден премиер на државата, а додека пак ДУИ во последните 100 дена како резултат на оваа законска можност која што се нуди да го предложи техничкиот премиер за спроведување на изборите. Значи имавме политички договор. Тој политички договор почиваше на една константа, а тоа е дека нема да се промени концептот на пржинска влада. Доколку се променеше концептот на пржинска влада, паѓа и смислата на договорот. Односно, немаше да се оствари едно важно за ДУИ политичко ветување дека албанец ќе биде премиер на државата, повеќе во една символичка смисла кажано, како ситуација во која што сите позиции на државната власт, па дури и највисоките, можат да бидат управувани од секого, и од албанци, и од македонци, и од припадници на други етнички заедници. Значи, тоа е политичката димензија, би рекол, на ова прашање, заради тоа предпоставам како главна причина не дојде до промена на концептот на пржинска влада. Меѓутоа, тука има и серија на помали причини, главно поврзани со начинот на кој што се управуваат институции во изминатите 4 години. Рековме дека можеби нештата не се така драматични како во едни минати времиња, но се уште, па дури и според забелешките на меѓународните наблюдувачки мисии како што се ОПСЕ или нашите меѓународни пријатели, сведоци сме на изјави од време на време поврзани со карактерот на институциите и поврзани со карактерот на управувањето со институциите, што исто така зборува за една состојба во која што се можни, иако не толку силно изразени, но сепак можни состојби на искористување, злоупотреба на институциите со цел обликување на волјата на граѓаните. И третиот аспект кој што исто така мора да се истакне е дека дека периодот на функционирање на пржинската влада е поврзан со владењето и на ВМРО како доминантна партија во првиот пат и во периоди кога СДСМ управувала со земјата. И во таа смисла зборува за што? Дека и кога ВМРО била владеачка партија, концептот на пржинската влада се покажал како исправен. И СДСМ, кога била владеачка партија, концептот на пржинска влада се покажал како исправен. Што значи дека е добар механизам, добра кочница, која што овозможува да се создаде уште пофер и уште подемократска атмосфера. Јас мислам дека овој концепт на пржинска влада би требало од аспект на довербата на институциите, но исто така и во светло на оваа огромна поларизација која што постои во општеството помеѓу СДСМ и ВМРО, да се укине, да престане да постои, да се покаже како надминат во период после предпоставена промена на власта, во која што ВМРО би било дел, и врз основа на начинот на кој што ВМРО би управувало со институциите, да се покаже на дело дека навистина еве и при промена на власт и во ситуација кога опозицијата превзема одговорноста за институциите, старите маки поврзани со злоупотребата на институциите повеќе не постојат. Ние сме созрели како партии, како општество и како јавност, и тогаш навистина овој концепт на пржинска влада ќе се покаже по секоја цена надминат, иако велам дека дури и сега тој мислам дека е надминат, но политичкиот договор меѓу СДСМ и ДУИ е причината за неговото продолжување. Појасно беше дека Ковачевски нема да се откаже од концептот за пржинска влада. Дали се заговараше и промена на изборниот модел, но и пред овие избори, како и пред многу изборни циклуси, тоа прашање не дојде на ред. Помалите политички партии бараат Македонија да биде една изборна единица. Кој е вашиот став? Дали треба да направиме промена на изборниот модел пред следните избори? Пред некои следни избори, бидејќи за овие за овие веќе е јасно дека гласаме во 6 изборни единици. И гласаме согласно начелата на регионалниот пропорционален изборен модел. Мојот став, јас тоа го имам и пишувано и кажувано, дебатирано, анализи имам правено, е познат и сметам дека Република Македонија треба да продолжи да ја задржи основата на сегашниот изборен модел, да не прави радикални промени, менувања, може би да прави определени прилагодувања околу формулата на пресметка на гласовите, но тоа не е видливо ниту за партиите, ниту за граѓаните, од аспект на технологијата на спроведување на изборите. Значи, мојот став е дека
овој изборен модел, регионално пропорционалниот изборен модел, воспоставен уште во 2002 година, овозможува јасно пресликување на волјата на гласачите, на волјата на граѓаните во соодветни мандати во Собранието на Република Македонија. И заради тоа сметам дека овој изборен модел треба да продолжи да се применува. Тој треба да продолжи да се применува заради тоа што е реален одраз на стратификацијата на општеството во Собранието на Република Македонија. Суштината на изборните модели е следнава: да им овозможи на граѓаните да имаат адекватна представеност во законодавната власт. Да, но вака се гласа за партија, не за личност. Кога би се променил изборниот модел, граѓаните ќе имаат можност да одберат личност. Ако мене ми се допаѓа Александар Спасеновски, сакам да биде пратеник, и вие и да сте на некој од подолните места, ќе можам така да ве заокружам. Вас не мора да гласам за цела пратеничка листа. Концептот на отворени листи. И ова е една од маните на нашиот изборен модел, а тоа е дека повеќе доаѓа до израз карактерот на партијата, а не луѓето кои што се дел од листите на партиите во 6 изборни единици. Меѓутоа, треба да знаеме дека не постои идеален изборен модел. Доколку секој изборен модел има определени добри и определени лоши страни. И нашиот постојниот актуелниот изборен модел, регионално пропорционалниот изборен модел, има свои добри и свои лоши страни. Мојот став е дека неговите добри страни доминираат во однос на неговите негативности, а дека за дел од негативностите можеме да ги надминеме, особено во делот на обезбедувањето на идеална представеност на сегментите, како еден вид на одраз во огледало да биде волјата на гласачите во однос на парламентот, што е и главна заложба на помалите политички партии. Тоа може да се коригира со промена на квотата, рековме, на пресметка на гласовите, но тоа граѓаните не можат да го забележат од аспект на текот на изборниот процес. Зошто, како друга причина, сметам дека треба да постои, да функционира овој изборен модел? Заради тоа што за дел од неговите аномалии, поврзани со представеноста на сегментите. И тоа е легитимно барање на помалите политички партии, како што е, например, на ЛДП, на Демократскиот сојуз и на други партии. Тие сметаат дека не можат да бидат адекватно представени и се приморани да бидат дел од големите коалиции, заради тоа што доколку би учествувале сами на избори, заради регионалниот карактер на овој пропорционален изборен модел, нивните гласови се разделуваат и не можат да освојат еден пратеник. Меѓутоа, тоа може дел да се коригира, велиме, со пресметката, со начинот, со формулата на пресметка на гласовите, но еден дел, не сакајки, го надминуваат, го пренебрегнуваат и самите политички партии. Имено политичките партии, дел од аномалиите на овој изборен модел, самите ги надминуваат, не заради тоа што тие се големи алтруисти во смисла на тоа дека размислувале како да го подобрат изборниот модел, без при тоа да се промени законот во оваа смисла, туку првенствено како резултат на нивната главна мотивација. Главната мотивација на секоја политичка партија е да дојде на власт. И за да дојде на власт, секоја политичка партија гради концепт на тоа како ќе настапи на изборите. Во однос на изборниот модел, големите политички партии од почетокот на инаугурирањето на овој изборен модел до денес имаат една политика на создавање на големи коалиции. Не големи во смисла на теоретскиот поим на широка, односно голема коалиција, туку на коалиции во кои членуваат голем број на партии. Тоа е случајот и со СДСМ, тоа е случајот и со ВМРО ДПМН. И СДСМ и ВМРО ДПМН имаат коалиции во кои членуваат повеќе од 20 на партии. И во таа смисла, водејќи со таа основна желба да имаат колку е можно подобар концепт, кој што ќе им овозможи повеќе пратеници, партиите прават коалиции со помали политички партии, главно на помалите етнички заедници, значи турска партија, влашка партија, ромска партија, бошњачка партија и некои други помали идеолошки партии, зелени или партии кои што застапуваат помаргинални политички идеологии. И на тој начин коалициите на ВМРО и на СДСМ се сочинети од 20 на партии. Што сакам да кажам дека иако имаме проблем со представеноста, мал во однос на собранието, сепак тој проблем го надминуваат големите политички партии. Како? Со тоа што ги прават овие коалиции и секогаш помали етнички заедници, како на пример бошњачката етничка заедница или влашката етничка заедница. Ние имавме пример на пратеникот египтјанската
етничка заедница. Ромите секако, турците секако, и србите секако, и заедниците кои што можеби сега не ги споменав. Но овие заедници успеваат да добијат представеност преку коалициите со големите партии. А коалициите пак имаат интерес од нивно членување за да освојат поголем број на гласови, кои што потоа ќе се рефлектира во поголем број на пратенички мандати. Сакам да кажам дека, ако си поставиме вие и јас и гледачите прашање, каков партиски систем има државата? Ние ќе си речеме дека веројатно има 4 партиски систем, во смисла на 2 големи македонски и 2 големи албански партии. Од прилика. Иако тука имаме варијации, особено во делот на албанците. Но, ако го ја погледнеме представеноста на партиите во собранието, ќе видиме дека нема собраниски состав, дека не постои парламентарен состав од 2002 година, навака каде што немало помалку од 10 партии кои што имале своји пратеници. Тоа се овие помаливе партии кои што се дел од листите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ, што значи дека општествената стратификација, онаа волја на граѓаните дадена на изборите, реално е представена во собранието или приближно реално е представена во собранието. Така што во однос на ова прашање мојот став е дека треба да остане овој изборен модел. Зошто? И меѓу другото, и освен овие аргументи кои што ги споменавме, меѓу другото и заради навиките на граѓаните. Заради тоа што веќе се стекнати определени навики, воспоставени се определени системи на поведение, на однесување и од страна на партиите, и од страна на Државната изборна комисија, од страна на институциите и конечно од страна на граѓаните. И тоа е модел кој што гледаме дека релативно добро функционира. Ако нешто добро функционира, нема потреба да го менуваме. Но да најдеме начин како да се задоволат и другите апетити во рамките на овој концепт. Зборуваме за помалите партии кои постојано пред секои избори ја отвараат оваа тема, да. Кога сме кај изборите се споменува вашето име како еден од можните председателски кандидати за председател на државата од ВМРО ДПМН. Дали добивте конкретна понуда и дали за ова сте разговарале со Христијан Мицкоски? Во однос на ова прашање, ќе ви одговорам на вашите две подпрашања. Како почетни, а потоа, доколку ми дозволите, ќе се осврна малку подолго за да биде јасна за вас и за гледачите состојбата. Јас немам разговарано со председателот на партијата, со господинот Христијан Мицкоски на оваа тема, и во таа смисла одговорот е дека ниту формално имам добиено понуда од негова страна или од било која друга страна на луѓе во раководството на партијата поврзано со моето евентуално номинирање да бидам кандидат на ВМРО ДПМН за председател на Република Македонија на предстојните председателски избори. Но она кое што го знам во изминативе месеци, и тоа сум го повторил до сега во 2 наврати, е дека моето име циркулира, е дел од анкетите кои што истражувањата на јавното мислење и разговорите и анализите кои што се прават во таа партија, поврзани со евентуалната номинација. Јас знам искуствено, врз основа на разговори на личности кои што биле анкетирани, мои блиски пријатели и така натаму, дека неколку месеци наназад партијата ВМРО ДПМН прави истражувања на јавното мислење и анализи поврзани со можните кандидати. Исто така знам дека во првичната листа од 20 луѓе кои што би можеле да бидат идеални кандидати на оваа партија се наоѓало и моето име. Сега е стесната на 5, а според неофицијалните информации повторно вашето име циркулира меѓу тие 5. Понатаму како што слушав, без притоа формално да бидам известен од некого, таа листа се намалувала, но моето име останувало во помалите групи на луѓе кои што биле анализирани. Така да, ова е во моменталната ситуација. Она кое што можам да го кажам е дека и ова што до сега како околност се случува, за мене, иако јас сум помалку важен во целава ситуација, но такво е прашањето и морам на тој начин да одговорам, за мене ова е еден вид на лична сатисфакција во 2 дела. Прво, во однос на тоа какви
лични ставови сум застапувал како професор на правниот факултет за политички прашања, бидејќи тоа го предавам на факултетот и затоа најчесто сум бил гостин на емисиите и тоа представува еден вид на сатисфакција за ова што го работам како професор и за ставовите кои што сум ги имал. Но од друга страна исто така за мене представува еден вид на сатисфакција и во таа смисла сум благодарен што некој без при тоа јас да сугерирам или да лобирам или да влијам спротивно на било што, одлучил да размислува меѓу другото и за мене како можен кандидат за претседател на државата. Така што ова е одговорот кој што можам да го кажам. Доколку ви понудат да бидете претседателски кандидат на ВМРО ДПМН, дали ќе ја прифатите поканата? Ќе ви одговорам и на тоа прашање, но би заклучил дека вака во оваа фаза, вака како што стојат работите, можам да изразам благодарност за тоа што некој се сетил и од друга страна да искажам задоволство дека исходот од анкетите представува една потврда за тоа што како јавна работа го правам изминативе години на факултетот во соработка со меѓународната заедница и еве вака меѓу другото и на овие телевизиски интервјуа. Меѓутоа, како што и вие знаете, не треба човек и јавноста знае, не треба ние да сме професори по политички партии или по политика во општа смисла на зборот, да сватиме дека партиите при носењето на одлуките се водат од повеќе критериуми. Јас тоа веќе еднаш го споменав. Има повеќе варијабли кои што го определуваат изборот на раководствата на партиите, кои ќе бидат нивните идеални кандидати за било која позиција, а кои се критериумите за кандидат за претседател? Така што во однос на овие варијабливе кои што ги зборуваме внатре партиски, еден е аспектот поврзан со личноста и неговиот рейтинг. Тука има и други аспекти поврзани со блискоста на идеите, со блискоста во политичката соработка, во чувството за тоа како би изгледала политичката сцена после 5 години со еден, со друг или со трет кандидат. Имате тука лични афилиации, имате лични лобирања. Ако јас, например, не сум лобирал, не сме сигурни дали некој друг повеќе и поизразено лобирал. И целиот тој сплет на околности, дел јавни варијабли, дел скриени варијабли, влие во формулирањето на конечната одлука, но сепак тука постојат и некои правни механизми за тоа како тече една постапка на кандидирање и избор на кандидат за претседател на државата. Така што во оваа смисла можам да кажам дека возможни се секакви решенија, но јас изразувам задоволство тоа што мене сметале како еден од личностите кои што би можел да извршува таа функција. Дали тоа ќе резултира на крај со некаков поволен, позитивен исход во оваа смисла, не можеме да знаеме, бидејќи, како што рековме, постојат низа од варијабли, од лични афилиации, од позиции, кои што го определуваат финалниот избор на финалниот предлог, би можел да кажеме, кој што потоа ќе се рефлектира низ еден избор, преку имплементирање на определена постапка на избор на кандидат за претседател на Македонија од редовите на ВМРО ДПМН. Каков исход очекувате од изборите кои треба да се одржат до година? Зборувам и за претседателските и за парламентарните. Исходот го определуваат истражувањата на јавното мислење. Исходот го определуваат позициите на граѓаните. Така што од аспект на истражувањата на јавното мислење, поединечно можеме да заклучиме дека најпопуларната политичка партија или опозицијската ВМРО ДПМН е најпопуларна политичка партија во државата, зад која ќе застанат најголем дел од граѓаните во државата, и оваа политичка партија известно е дека ќе го оној кандидат кој што ќе го номинира за шеф на државата, но и оние кандидати кои што ќе ги номинира за пратеници, во најголем дел како пратеници, но и како претседател на државата ќе бидат избрани од граѓаните да ги извршуваат тие функции. Секако тука не можеме да кажеме дека оваа работа е финална, дека е конечна, дека е завршена и дека само е прашање на време кое треба да помине после кое ќе имаме промена на власта.
И тоа го знаеме сите и во политиката ништо не е готово додека се не е готово. Ние сега влегуваме во еден предизборен период во кој што предпоставено ќе растат тензиите, може би ќе има некакви политички чекори, предизборни коалиции, заеднички листи, заеднички кандидати за председател. Може би ќе има политички грешки во кампања, грешки во ветувања, грешки во кандидати или позитивни работи во однос на сите овие нешта кои што ќе го определат финалниот резултат. Во однос на шефот на државата, мислам дека е многу важно тука да се води сметка на фактот дека станува збор за една политичка позиција која што за која што е многу важно да се води сметка за два аспекта. Првиот за уставно-правниот аспект поврзан со цензусот на изборите, и вториот е во однос, е поврзан со првиот, однос на прифатливоста на кандидатот. Односно, сакам да кажам дека е многу важно кандидатот, независно кој ќе, дали е тој на власта или тој на опозицијата, да биде прифатлив не само за партијата која што го кандидира, туку за него да има позитивно мислење, разбирање, па дури и поддршка, можеби, во однос на другите сегменти од општеството, примарно на граѓаните, на нашите сограѓани од другите етнички заедници. И тоа на некој начин меѓу другото ќе го определува тој избор. Истовремено тоа треба да биде кандидат кој што е прифатлив и за неопределените, како и за меѓународната заедница, сватена во една поширока смисла на зборот, како личност со која што тие би можеле многу полесно, многу подобро да соработуваат, а тоа пак е многу важно за земјава, заради тоа што на тој начин таа ќе ги оствари подобро своите политички цели. Вкупно земено мислам дека оние кандидати кои што ќе успеат да генерираат поддршка надвор од својата партиска база, од базата која што ги има предложено, имаат поголема шанса за успех, независно од фактот што анкетите сега даваат една изразена, голема, важна, предоминантна предност на ВМРО ДПМН. Зошто го велам ова? Затоа што може да се случи во услови на предпоставена, иако не верувам дека тоа би можело, барем во моментов ситуацијата не е таква, во услови на една етничка поларизација, во која што еден од кандидатите би било карактеризиран како личност која што води сметка само за својата партиска база и својата етничка база. Постои можност, особено заради слабата излезност која што сме имале низ годините, да имаме проблем со цензус. И тоа е првата битка која што треба да се добие. А потоа е следната реалната победа на изборите во смисла на повеќе гласови. Ќе ви кажам зошто. Доколку како репер ги земеме последните избори, а тоа беа последните локални избори, ќе видиме дека процентот на излезност беше 49%. 49% излезност и ние имавме на избори кои по сила на теоријата се избори кај што имаме огромна излезност. Зошто? Заради тоа што имате вие стотици кандидати за советници, десетици кандидати за градоначалници, значи огромен број на луѓе кои што се живо заинтересирани да успеат тие избори. И ако во такви услови имавме само 49% излезеност, а би требало да имаме 60, 65, 70% излезност, се постава прашањето колкава излезност би имале на председателските избори. Веројатно помало од 49 или барем 49 како некоја граница која што последна сме имале. Во услови на политичка поларизација, мотивацијата на спротивната етничка заедница, ова го зборам сега како човек кој што ги предава тие работи, ќе биде многу помала да излезе на изборите. Ако гледа дека некоја личност не може, ако гледа дека не се идентификува во целост со таа личност. И на тој начин може да се доведе во прашање интегритетот на изборниот процес и успешноста конечно на изборниот процес. Така што мислам дека тоа е најголемиот предизвик за сега. Со оглед на тоа што ќе бидат споени председателските и парламентарните избори, дали тоа ќе допринесе за да имаме да се достигне цензусот и да имаме успешни председателски избори? Тоа може да придонесе во еден дел, заради тоа што имаме парламентарни и председателски избори, но тоа не е услов или тоа не е причина која што ни гарантира во целост предпоставена успешност на изборниот процес. Ние гледаме дека во континуитет наназад
последните неколку изборни циклуси за председател на државата, дека сме имале проблеми со цензусот. Дори тоа беше причина во еден период и да се промени уставниот член во кој што горната граница од 50% излезеност од запишаните избирачи беше намалена на 40% од запишаните избирачи. Дури некои кругови во државата, овие претпоставени проблеми со цензусот ги користат и како аргумент дека треба да го промениме начинот на избор на председателот, наместо од страна на граѓаните тоа да се прави од страна на пратениците во собранието, по примерот да речеме на Грција, по примерот на Албанија, но со мнозинство поголемо од вообичаено, дури и двотретинско мнозинство. Но се разбира, тоа не е дебата, сега тоа не е така, имаме уставни решенија, тие се такви какви што се и се придржуваме до нив, но факт е дека, особено во светло на споредбата што ја направивме, секогаш постојат предизвици со постигнувањето на цензусот. Ме прашавте за парламентарните избори. Дали парламентарните избори или организирањето на парламентарни председателски ќе помогне? Јас ви велам, ќе помогне, но не многу. Зошто? Заради тоа што може да се случи многу едноставно, доколку имаме таква екстремна ситуација. Јас не сакам за тоа да зборувам, но се отвори таа тема и ја дискутираме. Може да се случи граѓаните да гласаат, но да одлучат да гласаат само за кандидатите за пратеници. Да речеме помеѓу, но не и за кандидатот за председател на државата, така што не се работите, се разбира, толку драматично, ова се само некакви предпоставени ситуации кои што ги користиме. Зошто? За да го оправдаме или за да дадеме еден тон за тоа во која насока би можеле да размислуваат партиите при изборот на нивните кандидати, односно да изберат кандидати кои што ќе имаат широка граѓанска поддршка. Впрочем и позиционираноста на председателот на државата, на шефот на државата е токму таква, надпартиска. Уставотворците во периодот на создавањето на уставот сакале барем една позиција, една важна позиција во системот на организацијата на државната власт да има широк граѓански легитимитет, да има надпартиски карактер и да биде прифатена од сите сегменти. Не само етнички, и религиски, и географски, а и така натаму. Значи, накратко, да биде прифатена од страна на сите граѓани на државата. Пауза за реклами, па продолжуваме со разговорот. Почитувани, останете со нас. Повторно назад во студиото разговарам со универзитетскиот професор Александар Спасеновски од Правниот факултет. Професоре, каква кампања очекувате во предизборите и за председателските и за парламентарните избори, но и како да се убедат неопределените гласачи со оглед на тоа што тие, мислам дека се решавачките гласови, тие се како партиите да ги убедат оние кои што се определени веќе за партиите, јасно е дека ќе излезат на избори, ќе ја дадат својата поддршка дали за едните или за другите, но како да се стигне до интелектуална маса, би рекла? Тука има два аспекта. Едниот аспект е за тоа како очекуваме да тече изборната кампања, вториот аспект е поврзан со тоа како да се изнајде начин да се допре до затоа што со црна кампања не се допира до овие граѓани, во многу изминати изборни циклуси сме виделе дека фокусот е ставен на таа црна кампања. И тоа ќе го кажев како следно, но истото вие го заклучивте пред мене. Една од клучните особености на секоја изборна кампања во држава е доминирањето на негативната кампања, односно на нападот кон противникот, наспроти она, би рекле, позитивна кампања во која имаме представување на визиите, на заложбите, на проектите кои што ги нудат пред граѓаните секој од политичките партии. И тоа резултираше, меѓу другото, се разбира и други причини, но можеме да заклучиме дека овој тип на водење на кампања, меѓу другото, резултираше и со намален интерес за политиката. Се разбира, доколку ги анализираме процентот на излезеност на граѓаните од почетоците на независноста на државата до денес, ќе видиме галопирачки намалувања на интересот на граѓаните да излезат и да гласаат.
на изборите. Ако на почетоците имавме излезност која што надминуваше 70-75%, сега рековме дека на последните избори имавме 49% излезеност. Се разбира иселувањето, напуштањето на државата, вкупно старењето на населението се аспекти кои што имаат удел во овие проценти, карактерот на избирачкиот список, неговата непрочистеност и така натаму имаат удел, меѓутоа не се само тие. Секако ние сме сведоци и тоа не треба посебно да го докажувам во разговорите во рамките на семејствата со пријателите. Знаеме дека често пати се зголемува, гледаме дека се зголемува бројот на луѓе кои што одбиваат да гласат, сметајќи дека нема ништо посебно, ништо ново во таа смисла се понуди. Така што верувам дека една од причините за тоа меѓу другото е и карактерот на кампањата, негативната кампања, поларизацијата, тензијата која што се создава и одбивноста на дел од граѓаните да бидат дел од таквата расправија, таквата кавга, таквата поларизираност и тоа резултира меѓу другото и со нивно останување дома и негласање на изборите. Така што сметам дека можеби сме дојдени до една критична точка во која што заради малиот процент на излезеност партиите ќе го антиципираат тој факт и ќе се обидат да најдат начини да искомуницираат на адекватен начин со граѓаните, на начин на кој што ќе ги мотивираат да излезат, а не да останат тој викенд, таа недела дома со своето семејство и да одбијат да излезат на гласање. Така што верувам дека промената на политичката стратегија, предоминацијата на позитивната за сметка на негативната кампања може да биде едно од решенијата. Се разбира, тука има и други варијабли, други работи поврзани со кандидатите, поврзани со програмата, поврзани со ветувањата, но во секој случај овој аспект е еден важен аспект. И исто така на ова мислам дека треба да се надоврзе вкупната политичка тензија која што постои во општеството. И таа политичка тензија ја гледаме на сите нивоа, но таа е генерирана од политичките партии. Ние веќе од некаде веќе една деценија можеби, од 2014 година, 2013-2014 година живееме во една ера на силна политичка поларизираност. Политичките партии веќе одамна не се политички противници, тие се политички непријатели. И како цело време да сме во црна кампања, без разлика дали сме пред избори или не, како да не сме излезени од таа црна кампања. Постојано сме во црна кампања и таа политичка тензија никако да спласне, таа осцилира, се намалува, исчезнуваат некои причини и така натаму, но во суштина таа е постојано присутна и тоа го определува карактерот на однесувањето на граѓаните. Ние живееме во една ситуација на перманентна тензичност, која што влијае и врз однесувањето, врз размислувањето на граѓаните. Дел од нив одбираат да се повлечат, велат ова не е битка за мене, ја не учествувам во ова заради тоа што гледам дека има политичка тензија. Дури политичката определба на луѓето, гледаме како им влијае врз односите со другите луѓе и има влијание врз развојот на нивната кариера, врз квалитетот на нивните животи и така натаму. И тоа е исто така процес. Гледате ли простор за да се промени силова? Просторот за промена е конечно, според мене, се разбира, тоа е повеќе слоен, но бидејќи зборуваме за црна кампања, позитивна кампања, зборуваме за разочараност и така натаму, мислам дека конечно треба да се прекине со политиката на дисконтинуитет, која што е една особеност за македонскиот политички систем од 90-тите години до сега. Секоја политичка партија, току која анализирате, во одреден период од историскиот развој на државата, секогаш ветувала комплетно расчистување со постојниот поредок и инаугурирање на некој нов. Вие нема да сретнете многу ретко, и тоа е претпоставам резултат на нивото на политичка култура, многу ретко ние имаме политички партии кои што ќе им речат на граѓаните овој сегмент од развојот на државата сметаме дека е добар и ќе продолжиме на овој начин да го развиваме, а овие сегменти кои што ги детектираме за лоши, ќе ги видоизмениме и ќе се даде конкретна понуда како ќе се направи тоа. Не може постојано да живееме во период кога одредени темели кои биле воспоставени, па потоа малку се надоградиле, после секои избори да се рушат и од понова се гради уставно речено куќата на македонската држава.
И мислам дека тоа е исто така еден аспект кој што со тек на времето ќе се менува, но тоа има врска со политичката култура и карактерот на политичките лидерства. Ако имате да речеме луѓе со тој тип на размислување, со такви карактери во политичките партии, во поголем број, во тој случај вкупно ќе се намали атмосферата, односно ќе се намалат тензиите и ќе може општеството со полни гради да дише, да речам така се изразам. Во една ваква атмосфера колку пратеници реално очекувате да освои ВМРО-ДПМН? Со оглед на тоа што споменавте и вие анкетите, но и вашите очекувања се дека ќе биде победник на изборите, но дали ќе има доволно пратеници за да... Главната битка во овој момент на ВМРО-ДПМН врз основа на анкетите кои што сум ги гледал, кои што се објавуваат на медиумите, не е победата на изборите. Таа е одамна остварена цел. Последните локални избори, ако некој ќе рече не е исто, локални парламентарни избори, не е исто, но е голем индикатор, го покажаа тоа, дека има повеќе од двојна, би рекол, предност. Партијава во однос на главниот конкурент, тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, така што во однос на победата мислам дека тоа не е проблем. Меѓутоа поларизираноста пак и наративите кои што гледаме од сега како ќе се воспоставуваат доведува до тоа да има потреба уште повеќе да се ангажира опозицијата за да обезбеди создавање на влада. И тоа е главната битка според мене која што во овој период треба да ја води опозицијата, како да создаде влада. Тоа може да го направи на два начина. Едниот начин или одвоено или паралелно како начини. Едниот начин е да се мобилизира уште повеќе, се ангажира уште повеќе да е присутна во медиумите, во јавноста, во институциите на државната власт, нивните градоначалници уште повеќе да работат за да остварат уште поголема поддршка. Главната битка според мене во моментот е освојувањето на апсолутно мнозинство со некој прифатлив, идеолошко прифатлив потенцијален коалицијски партнер од помалите партии кои ќе бидат надвор од коалицијата на предводен од СДСМ. Дали ќе има таков партнер и кој е тој прифатлив коалицијски партнер, не можам да ви кажам, и тоа е наистина една мака. Еден проблем кој што треба да се размислува, да се надмине. Вториот начин е зголемување на коалицијскиот капацитет. Мора да се возобноват нарушените мостови со припадниците на албанската етничка заедница, на политичките представници на албанската етничка заедница, да се изградат тие сојузи во овој меѓу период и се разбира со други помали политички партии. Гледаме сега има најави за преоѓања на партии од владеачкиот кон опозицијскиот блок, значи да се зголемува коалицијскиот потенцијал, особено со политичките партии на етничките албанци кои што ќе овозможат создавање на една стабилна политичка коалиција или изборна влада која што нема да генерира политички проблеми, односно ќе воведе Македонија во една нова ера на стабилност во која што ќе се продолжи да се прави тоа што било добро правено, а ќе има дисконтинуитет во однос на тоа што не било добро правено. И сега околу уставните измени, во една прилика ќе кажете дека тие се реалност за евроинтеграцијата на Македонија. Ставот на ВМРО-ДПМН е дека не може да има уставни измени под ваков бугарски диктат. Високи партиски функционери сметаат дека може да се направи измена на протоколот, дека може протоколот да претрпи измени, да се договори, нели сето тоа под дипломатски притисок, да се направат измени. Но шефицата на бугарската дипломатија вчера во изјава за бугарските медиуми ќе каже дека не е само промената на уставот, туку треба да се почитуваат и меѓувладините протоколи и договорот за добрососедство и пријателство. Зборуваме за оние два меѓувладини протоколи кои ги подпиша Бујар Османи. Кој е вашиот став? Оваа влада дефинитивно не ја заврши, помина и декемврискиот самит, нема одлука за Македонија за почеток на преговорите. Следната влада ќе има обврска, како што велите вие, да ги заврши уставните измени, на каков начин доколку ВМРО-ДПМН дојде на власт? Како и во животите на луѓето, така и во делувањето на партиите на државата има добри и лоши денови. Ова се лоши денови за македонскиот евроинтегративен пат и во очекување на некоја нова позитивна зора треба да се одржува, би рекол, огнот на еврооптимизмот, кој што гледаме дека драстично се намалува.
интеграцијата во Европската унија е најважната политичка цел за оваа држава. Таа е цел над сите цели, заедно со интеграцијата во НАТО, и така едноставно откажување од процесот на европски интеграции не е одговорно ни за граѓаните, ни за државата. Да, ниту една партија не се откажала, сите партии се залагаат секако, за да. тоа. Но зборуваме како ситуација во која што нели во налетот на тоа едно чувство на неправда често пати може да се почувствува во етерот, па дури од страна на сериозни политички партии. Така да ова, како што реков, е период на лоши денови за евроинтегративниот процес на државата, првенствено како резултат на негативниот однос на официјална Софија кон официјално Скопје, на Бугарија кон Македонија, и ако треба да кажеме кој е виновникот, јасно се знае каде лежи одговорноста за ситуацијата во која се наоѓаме. Меѓутоа, граѓаните и државата нема некој посебно фајда од тоа да се соопшти карактерот на ситуацијата и одговорноста каде лежи. Проблемот е да се изнајде начин да се направи исчекор. Како би се направил тој исчекор во овој момент не можам јасно да кажам, но факт е дека државата преземала обврска. Требало се размислува кога била превземена обврската. Сега одговорна држава може ли не може францускиот предлог да претрпи да си дозволи, одговорна држава не може да си дозволи обврски кои што преземала да не ги испочитува. Во тој случај можете вие да не ги испочитувате обврските, но нема да остварите целта, бидејќи тоа е каузален однос. Дека не е фер, дека е лошо, дека се прави огромна штета, дека се кочи развојот на државата, дека продолжуваме да живееме понеквалитетно, се стои. Но одговорот е како да се пренебрегне ситуацијата. Јас тоа сум го зборувал во повеќе наврати, стравовите на граѓаните, на граѓаните на оваа држава се повеќе од легитимни. Тие со право сметаат дека нешто неправедно им сеускратува. Тие со право сметаат дека се тераат да прават нешто кое што тие не го прифаќаат. Од друга страна гледаат компаративни примери кои што ги поздравуваме, каде држави со поголеми проблеми почнуваат преговори за членство или стекнуваат кандидатски статус, кој што беше случајот со Грузија, со Украина и со Молдавија. Но таква е реалноста во меѓународната политика. Политичката геополитика е сменета. Сега веќе малите држави го немаат луксузот да даваат сериозен отпор, затоа што гледаме дека светот забрзано се менува и не знаеме веќе за неколку месеци како ќе изгледаат таа меѓународна политичка реалност. Заради тоа што се водат војни. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека е многу важно Македонија да ги надоградува постојано сојузите кои што ги има, првенствено со државите членки на НАТО, бидејќи таму сме држава членка, и со нашите стратешки партнери, Соединетите американски држави. Многу е важно тие мостови постојано се надоградуваат, да се отворат нови канали на комуникација, и Македонија е многу важно да се прикаже себе си, да продолжува се прикаже себе си како лојален партнер и споделувач на вредностите на НАТО алијансата и на другите партнерски држави. И во тоа светло, во рамките на тие билатерални односи со секоја државите членки на НАТО, со Соединетите држави, со големи држави како Германија, да бара начин да ги адресира легитимните стравови на граѓаните, поврзани со губење на идентитет, поврзани со губење на историја, со нефер однос од страна на официјална Софија и така натаму. Ние дури имавме неколку примери изминатиот период кога германската држава презна потези поврзани со признавање на карактерот на македонскиот јазик во Соединетите американски држави во рамките на законодавните власти на некои државите имаше гестои поврзани со карактерот на македонската историја, со почитувањето на улогата на значењето на македонскиот народ кој што живее со децени и со години на територијата на таа држава. Исто така сведоци сме дека освен што меѓународни представници доаѓаат тука и разговараат со нашите политички лидери, тие доаѓаат и во Софија. Ако ги анализираме пораките кои што представници на меѓународната заедница им ги даваат на политичарите од Република Бугарија, тие не се помалку остри од некои изјави кои што ги слушаме тука или на некои други места. Така што решението, да заклучам, мислам дека воопшто не е едноставно, ова, како што реков и претходно, ова се лоши денови за нас, од кои што мораме се извинувам да излеземе и да го продолжиме европскиот интегративен пат. Македонија е многу важно да застане
и тоа не е само фигуративно кажано, е многу важно да биде дел од единствената маса, да има своје столче на масата на кој што се државите членки на Европската унија. И тука не се проблем само по бугарите и проблемот со соседот, тука е проблем и високата корупција и тоа постојано го посочуваат и странските амбасадори во земјава и за тоа ќе треба сериозни реформи и која и да биде следната власт ќе треба сериозно да поработи. Се занимава со тоа затоа што колку и да ги ставиме еве ние бугарите во уставот, ние сепак ќе наидуваме на препреки. Така. И за крај само уште едно прашање со оглед на тоа што морам да ја завршам емисијава, но сакам да слушнам ваш став многу накусо. Во една ваква ситуација дали очекувате да расте евроскептицизмот, особено кај младите? Последната анкета покажува дека младите се помалку заинтересирани Македонија да стане младите да бидат на евроскептици. Заради тоа што постои една огромни генерации на млади луѓе кои што живеат со темата Европска унија, а немаат почувствувано некој посебен бенефит во рамките на нивните животи поврзани со интеграцијата во Европската унија. Последниот голем успех на оваа држава, видлив успех, беше визната либерализација. Јас и вие сме дел од едно време кога беше проблем да се добие Шенген виза за да се отпатува во некоја држава членка на Европската унија. Кога за во Грција на одмор чекавме со денови и редици пред грчка амбасада, се чекаа со денови, се чекаше со денови за да се добие виза. Последниот голем успех е визната либерализација. Таа се случи во 2009 година. Од 2009 година до денес практично немаме посебен видлив, драматичен, голем успех, налик на овој успех поврзан со визната либерализација. Значи, постојат од 2009 година навака генерации на деца сега станале полнолетни и гласаат, живеат со идејата за Европската унија, но при тоа не можат да си ја представат во смисла на тоа каква валоризација тие лично би имале во однос на целосното интегрирање на државата во Европската унија. И затоа се тие можеби и најголемите евроскептици. Но јас сум убеден дека како и преку примерите со некои други држави кои што имале вакви слични, немале вакви драматични, но слични препреки на патот на интеграцијата во Европската унија, дека овој облик на евроскептицизам е реален, не велам дека не е така, но брзо ќе се промени откако ќе се отстранат пречките. Тоа го гледаме со некои други договори кои што сме ги подпишувале во минатото, така што оваа бројка од 60% е навистина историски многу мала. Тука имаме исто така и голема разлика помеѓу припадниците на етничките заедници. Македонците се многу поголеми евроскептици, се извинувам, од припадниците на другите етнички заедници. Тоа јасно го покажуваат анкетите. Тоа е така заради чувството на неправедност. Но велам дека со надминување на овие проблеми и со отстранувањето на пречките, со отворање на една европска перспектива на активни преговори, оваа бројка верувам дека ќе расте. Зошто ќе расте? Заради тоа што користа, бенефитите по општеството ќе биде многу голема. И природно е во такви услови оптимизмот да се врати, а граѓаните повторно да имаат она евроеуфорија која што беше карактеристична за еднеминати времиња. Професоре, ви благодарам за гостувањето и за тоа што ја прифативте мојата покана да бидете вечерва мој соговорник. Ви благодарам за поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и довербата. Останете со програмата што ви ја нуди Алфа. Имајте пријатна вечер.